Целата приказна почна тоа што ние по дома си правевме пиво, си експериментиравме и тоа беше баш убав период, затоа што немаше кој да не оцени, немавме mass production и си правевме што сакаме. И откако влеговме во водите на легализирана крафт пивара, почнавме посериозно и направивме еден стил на пиво. Здраво, јас сум Димо Попчев, дел од тимот на Пиволапс. Пиволапс е локална крафт пивара од Скопје, Македонија, која што веќе на пазарот е 5-та година. Пред да почнеме да го оформиме Пиволапс како легализирана крафт пивара во Македонија, бевме дел од homebrew процесот кој што траеше отприлика 2-3 години и решивме дека сакаме да оформиме пивара во Македонија затоа што сметавме дека пивската култура во нашата земја беше на ниско ниво. И драго ми е што и ден денес сме дел и ја шириме таа пивска култура. И на пазарот се представивме само со еден стил за почеток, меѓутоа сега имаме направено отприлика околу 10 видови на пиво. Тимот на Пиволапс состои тројца вработени моментално и тројца косопственици. Целата приказна почна тоа што ние по дома си правевме пиво, си експериментиравме и тоа беше баш убав период, затоа што немаше кој да не оцени, немавме mass production и си правевме што сакаме. И откако влеговме во водите на легализирана крафт пивара, почнавме посериозно и направивме еден стил на пиво. И таа година беше доста досадна, затоа што требаше да правиме само еден стил на пиво. Меѓутоа, како што поминуваше времето и како што луѓето не запознаваа, бараа повеќе стилови од нас и нормално Пиволапс е лабораторија за пиво, па сакавме да правиме све повеќе и повеќе експерименти и повеќе видови на пиво. Идејата беше да започнеме 2020 година и така и испадна, меѓутоа, нажалост, тогаш почна ковид ситуацијата, малку ги одложи работите. Меѓутоа, ние не се откажавме и се уште ден денес не се откажуваме од нашата идеја. Иако на почетокот не бевме распространети во многу угостителски објекти, меѓутоа сега можам да се пофалам дека и текако сме распространети и во Скопје и во другите градови. Идејата, пак ќе кажам, беше тоа што многу малку во Македонија луѓе се запознаени со крафт пиво и сакавме едноставно да бидеме повеќе и повеќе видливи на оваа сцена. Првично започнавме со Pale Ale како стил на пиво, затоа што нашето поднебје се уште не беше навикнато на различни стилови на пиво и Pale Ale беше најблиску да го доведеме потрошувачот да вкуси нешто поразлично, затоа што е најбалансирано во однос на горчина и во однос на блажина и е најприфатливо од целата популација. Исто така, после тоа лансиравме пченична ипа, значи немаме ние класична ипа во нашиот асортиман. Пченичната ипа е некој хибрид помеѓу пченична и помеѓу ипа, India Pale Ale. Доста е горка и доста е ароматична. Нормално, како трето пиво го извадивме калешот, односно темна ипа. Можам да кажам дека во експерименталниот период најмногу правевме темна ипа и затоа што ни е еден од најомилените наши стилови и имаше некој нетрпение да го извадиме тој стил на пиво. Тоа е некој како сестра на пченичната ипа. Такви се и етикетите, ако може да ги забележите. После тоа извадивме Pumpkin Ale, значи со тиква. Тоа е сезонско пиво кое што го правиме баш со печена тиква. Додаваме морско оревче, ѓумбир, цимет, така натаму. Значи, сите тие зачини ги инкорпорираме во тој стил на пиво. Потоа извадивме Stout, тоа е темно пиво со кафе и со ванила. Така да, кафето го правиме како во cold brew и го додаваме во процесот на варење. Додека пак ванилата ја добиваме преку ванилини стапчиња кои што ги ставаме во процесот на ферментација. И според мене тоа е исто така еден стил кој што е многу значаен за нашата пивара, меѓутоа го имаме само сезонски, во зимските периоди. Моментално лансираме уште еден производ, тоа е Kolsch, тоа е германски лагер со ale квасец, кој што е најблиску до индустрискиот лагер. И предпоставувам дека овој период од годината би се трошил многу повеќе.
Исто така имаме и Session IPA, тоа е низок процент на алкохол, односно 3,8%, меѓутоа е доста ароматична. Таа е исто така сезонско за летниот период. Имаме многу други соработки и ексклузивни пива кои што ги правиме. Например, направивме соработка со Micropub, каде што направивме чили портер. Темно пиво со чили пиперчиња, значи тоа е пиво кое што е за љубителите на љутото. Секое пиво кое што го правиме со сурови материјали, не додаваме никакви вештачки бои, никакви адитиви. Затоа што уште од самиот почеток сме си поставиле некои непишани стандарди дека со квалитетот не правиме никаков компромис. Така да се обидуваме цело време да го зголемиме квалитетот на нашето пиво, а не да го намалиме. Затоа и гледаме што можеме повеќе да ја зголемиме ефикасноста у нашиот систем. Исто така имаме земено грант од Фонд за иновации. Тој ми е мене многу драг проект, затоа што е направен за темната ИПА, еден од нашите умилени стилови. И ми е драг затоа што е направен баш ние прв проект кој што сме успеали и сме си го направиле од А до Ш самите ние. Со тој грант ја земавме полнилницата, полуавтоматската полнилница, која што ни овозможи да бидеме поефикасни во процесот на флаширање. Исто така, јачменот не го фрламе, односно имаме циркуларна искористеност на самиот јачмен, го донираме на повеќе личности кои што одгледуваат кокошки. И на тој начин некоја благодарност ни враќаат со домашни јајца и придонесуваме на тој начин за да биде целосно искористена, односно да немаме отпад во самите процеси. Јас сум Дамјан Младеновски и сум членот и дел од тимот на PivoLabs. Работам и како машински инженер за одржување на системите, на самите машини во производство што се наоѓаат. Понекогаш работам кога се менуваме со колегите и дистрибуција, зависно како ќе се поводи периодот. Тоа дојдов во тимот преку еден од косопствениците на PivoLabs. Му требаше некоја помош и некој советување околу системите за производство. И ме повика во оваа просторија да видам во што се работеше и кога влегов, што при самиот влез видов перфектни машини и ферментори, целокупната опрема ме фасцинираше од тоа како се имаат подигнато и застанато многу подобро на нозе. И едноставно ми дојде желба да присуствувам почесто на самите процеси, да ги разгледам. И прво нешто што му реков на Марко, брат, може ли да пробам некогаш да дојдам кога да видам што се случува? Да бе, брат, вика, слободно, ќе дојдеш. И дојдов на првите неколку месеци или година, доаѓав само на испомош. Бидејќи паралелно студирав на машински, имав уште неколку предмети за да ги завршам, паралелно спремав и дипломска и многу побрзо навлегував и во готвењето. Многу брзо научив, за рок од 3 месеци ги научив сите процеси, баш бидејќи имав голема љубов и страст да научам како се готви пиво. Имам направено и мој експеримент и треба и тој да го пласираме на пазарот, Double IPA. Тоа е двојна IPA, значи повеќе хмел се става во пивото. Понатаму ќе видиме дали и како ќе го пласираме, ама и тоа е многу добро пиво. Интересен дел и околу процесите ми беше одржувањето на температурите и притисоците во самите ферментори, каде што се случува самата ферментација на пивата. Има цел систем на ладење на пивата, каде што треба постојано да се одржува првите 10 дена околу 19 степени, 20 степени, за да има стабилна ферментација пивото. Со тек на време, кога ќе поминат тие 10 дена, треба да се намали температурата до околу 3,5 степени Целзиусови, за после подоцна да се карбонизира самото пиво по потреба ако треба. Ако по потреба дали ќе треба да се искарбонизира,
Тоа се следи со самите притисоци, барометарот, откако ќе се ферментира самото пиво, и се карбонизира, следува кигирањето и флаширање на самото пиво. Ова е мојата омилена машина, полнилница за шишиња од 0,33. Составена од две глави, едната глава е за полнење, се создава вакуум, и другата е за ставање капачиња. Функционираат на пневматски цилиндри. Првата глава, откако ќе се кренат самата глава вилјушка кога ќе се крена, се доведуваат 4 шишиња, кои што може да видите и самите тасни имаат 4 отвори. Се затвара преку старт, се затвара самата глава, херметички ги затвара целите шишиња, се внесува внатре количина на CO2, за да го истурка самиот кислород, за да не контаминира самото пиво што се наоѓа внатре. Тоа го викаме процес на прџање. Излегува целиот кислород, се внесува потоа пиво, кое се наоѓа во самиот танк, кој е директно поврзан од ферменторот. Од таму има поставено филтер, за да се филтрираат самите хмелјови, ако има остатоци и честички, и се доведе овдека. Откога ќе се напуни самото пиво до нивото каде што се наоѓаат пинолите, прекинува автоматски полнењето, дел се излегува како вишок, се стабилизираат притисоците, бидејќи самото полнење создава поголем притисок, бидејќи течноста не е компресибилна. Се затвара главата, се крева вилјушката со пневматските цилиндри, се пренесува на следната глава за капирање. Исто преку кеп, преку голем притисок се натапуваат самите капачиња, процесот е завршен за 4 шишиња. Ова се ферменторите, каде што ферментира пивото. Ние користиме ел квасци. Значи, што значи ел квасец? Значи дека квасецот функционира на горна температура, односно од прилика на 20 степени. И потребно е од прилика 2 недели за пивото да изферментира. Пивото ферментира во овие ферментори од прилика 2 недели и после тоа ја спуштаме температурата до 2 до 3 степени, за да може, тоа се вика cold crush, за да може пивото да се избистри, односно целиот талок да падне доле во конусот на самиот ферментор. Откако ќе заврши тој процес, со филтер иде или во полниницата за флаши, или во кегови и директно иде во дистрибуција, односно во пакување и во дистрибуција. Интересното е тоа што немаме ниеден лагер стил на пиво. Доколку правевме лагери, ќе требаше од прилика да се лагерира самото пиво од прилика месец и пол. Ние не можеме да си го дозволиме тоа во однос на временски рамки и правиме само ел пива. Ова е sample port, каде што може да го пробаме пивото до каде е, односно какви се неговите вкусови, како зрее, како ферментира. Во последен период правиме реискористување на самиот квасец. Зашто го правиме тоа? Затоа што квасецот од едната ферментација почиња да учи од самото пиво и го земаме тој квасец, го реискористуваме во следната тура на пиво. Со тоа што треба да ги подобри аромите и самите вкусови на пивото. Јас сум Марко Илиевски од Скопје. Во пиварата сум од веќе година и пол. Претходно привремено помагав, меѓутоа од лани втори дел од годината сум целосно вклучен во процесите на пиварството и на пивото. По струка сум економист и бизнес менеджмент и по професија сум аналитичар, маркетинг менеджер и развој на продуктите што ги има секоја компанија. Така да и во Пиволапс сум повеќе ангажиран околу аналитиката, околу извештај, помагам и при производството на пиво, полнење на пиво, кегирање и достава, како и промоција на Пиволапс и продуктите што ги нуди Пиволапс.
Со помош на колегите и на Пиволапс, бидејќи во слободното време се занимавам и со трчање, они ми даваат голема поддршка да можам да учествувам и на други трки во Македонија, како и надвор од Македонија. Како неколку од нив беше пред недела дена бе во Брисел, таму учествував на полумаратон, лани бе во Португалија и во Варшава, во Лисабон и во Варшава, каде исто учествував и го промовирав Пиволапс како поддржувач на своите вработени. Инаку во Пиволапс како компанија многу ме интересира бидејќи сум љубител на пиво и можам да ги забележам разликите од индустријското пиво и домашното пиво, за нечиско пиво. Се залюби веднаш, особено што има во палетата на пива, имат вкусови со ванила, со кафе, бидејќи јас сум и љубител и на тоа, така да исто и луто пиво, чили портер, како што го споменаа колегите. Така да мислам за секој вкус, за секој љубител на пиво што сака да проба нешто ново, има што можеме да му понудиме како Пиволапс.